predavam tebe, Isuse, se predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje, ti me sozdade od prazemna i duh životen duh mene po obrazu tvoj me sozdade. Živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje, ljubav ta tvoja me oblega, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje. Mir vam, Tatko naš koji si na nebesata, Tatko naš koji si na nebesata, Gospodova ta molitva, koja na sami od početog doaѓa do suštinskата работа, дека ние имаме Отец на небесата, Татко наш кој си на небесата. Значи, односот татко-деца на земјата е сличен со односот татко и деца на земјата. Значи, сите на земјата се негови деца, Татко наш на небесата. Нека биде волјата Твоја од Господовата молитва. Втората реченица отвара една голема тема, причината и последицата на тоа зошто сме ние на земјата. Нека биде волјата Твоја. Значи, човекот има непослушност кон Бог, значи детето кој има непослушност кон родителот, му се случуваат разни работи. Ние сме тука да успееме нашата волја, тоа што ние мислиме, да ја претопиме во Божјата волја и повторно да се вратиме во Божјата љубов. Самиот збор ѓаволос, дуоволос, значи двоволие, самоволие. Тоа значи дека не како што ти сакаш, Господе, туку како што јас сакам. Додека сме ние деца, додека не научиме да се љубиме меѓу себе, ние мораме да го имаме односот дека имаме Отец на небесата и дека неговата волја треба да се случува во нашите животи, бидејќи ние со очите не гледаат, со ушите не слушаат. Има еден стих: па со срцето да се покајат и да разберат, си се спротивставил на твојот родител, на Бог, и си паднал доле на земјата. И тука си во едно големо училиште да научиш да љубиш, факултет за љубовта, или како да го наречеш казнено-поправен дом, долина на сенка смртна, каде треба да научиш да љубиш, бидејќи животот на земјата е краток и завршува. А потоа ќе треба твојата душа во која гори пламенчето на Божиот дух, кој е љубов и треба да се разгори во тебе, да се усовршиш во љубовта, да се представиш пред Бог, да се представиш со делата на љубовта. Дали си спремен да се вратиш во Божиото царство на небесата, кај нашиот небесен татко, кој ги љуби сите и ти ја дава Библијата, која на безброј начини е запишана, единствениот царски и Божи закон: љуби го својот ближен како самиот себе си. Зошто е толку тешко да љубиш? Тоа е добро прашање, затоа што си се спротивставил на Бог, затоа што во тебе е спротивставена природа, Сатана спротивставен на Бог, или дуоволос, своеволие.
Не волјата негова, туку јас како што сакам. Ти ќе му кажеш на Бог како треба. Значи, 2 Коринтијаните, 8 глава, браќа ве известувам и покрај сето тоа што ви се случува денес. За благодатта Божја, ве известувам за благодатта Божја дадена на црквите македонски. Тоа не го зборува апостолот Павле, туку Духот на нашиот Отец кој зборува низ нас. Како што Исус вели, јас не зборувам само од себе, туку од оној што ме пратил. Кој зборува само од себе, тој ја бара својата слава. А кој ја бара славата на оној што го пратил? Значи, тој зборува за присуство на зборување на Божји зборови, за помазание, за присуство на Духот во неговото срце. Ве известувам, браќа, за благодатта Божја дадена на црквите македонски. Татко мој зборува низ мене, и нека секој слово ги допре сите оние кои имаат потреба од твојата љубов. Ете, чукам на вратата кој ќе отвори, ќе влезам, ќе седнам, ќе вечерам со него и да вечера со тебе. Од дух и вистина ти се поклони, да е вечера твојата љубов, да се преобрази во љубовта и да се врати во твојата волја, зашто твое е царството и силата. И силата, потребна му е сила, зашто царството Божие се освојува на сила и славата. Значи, ве известувам за благодатта Божја дадена на македонските цркви, на црквите македонски. Ги поздравувам црквите македонски, да ги подсетам дека треба да се љубите еден со друг, не да се осудувате. Да се љубите еден со друг, на поделените цркви македонски, кои се поделиле по деноминации, по водачи кој е подобар, кој е правата црква. Правата црква е Божјото царство небесно без број Исус Христос, дека и покрај големето испитување во маката, која ви се случува и денес, нивната радост ќе биде изобилна, беше изобилна и покрај нивната длабока сиромаштија. Покажаа големо богатство во нивната дарежливост. Тој зборува за дарување кој го направиле македонските цркви за црквите во Израел. Значи, Божиот закон е бесплатно добивте, бесплатно давајте, и духовно, и материјално, и физички, и душевно. Зашто покрај, според нивните можности, па дури и преку нивните можности, дошол некој светија во Скопје. Вие треба да го поддржите ако читате од неговите слова, од неговата поука ако се храните и слушате, од млекото што поминува низ него, по волјата на Отецот, значи треба да го дарувате. Зашто според нивните можности, па дури преку нивните можности, јас сум сведок дека тие даваа доброволно. Не молеа многу усрдно да го примиме нивниот дар, значи кој што дава од срце. Кој што дава од срце, Господ ќе му умножи. Кој скржево се е, скржево ќе жнее, пишано е. Кој богато се е, богато ќе жнее. Бесплатно добивте, бесплатно давајте, Божиот закон. Значи не молеа усредно да го примиме нивниот дар. Македонските цркви давале за Израел и учеството во прислужување на светиите. Зашто проповедникот, учителот треба да живее од своето учење. Значи ако си дошол проповедник во градот, треба да му дадеш според, ако веќе се поучуваш од неговите слова, од словата на Отецот, кој го прати. И тоа не како што се надевавме, туку најнапред сами себе му се предадоа на Господ. Сам себе треба да му се предадеш на Господ. Значи, што значи не да живееш ти, туку Исус да живее во тебе. Значи, не живеам веќе јас, не мојата волја, туку твојата волја. Се ќе прифаќаш, што ти испраќа Бог за твое усовршување, да му се предадеш на Бог. Значи, телото како богоугодна жртва. Дојди, Господе, живеј во моето срце. Ти управувај со мене. Ти знаеш што е најдобро за мене, како да се вратам во Божјото царство на небесата. Значи, да му се предадеш на Господ. Живите камења, жив камен Исус, отврлен стана каменот на соблазна, каменот на отврлање на аголот. Значи, вие сте живи камења во неговата црква. И црквата воопшто не е градба материјална, туку духовна состојба на единство, на пребивање на Бог во твоето срце. На пребивање на Бог во твоето срце, значи му се предадоа сами на Господ, а потоа и нам по волјата Божја. Во служење на светиите Исус дојде да биде слуга. Сите сакаат да господарат, да владеат. Сакаш да го поништиш брато, све да бидеш над него, да му земеш се, да го ничкосаш. Тоа е сатанската природа во тебе, тоа е степенот на нељубов кој постои во човештвото, ова долина на сенка смртна, факултет за љубов или концентрационен логор во кој треба да издржиш, да пребиваш во љубовта. Затоа го замоливме Тит, онака како што беше почнал порано
така и меѓу вас да го заврши тоа дело на дарежливост, да секогаш има по некој пратен од Бог ќе ти испрати. Дури и луѓе кои не веруваат, ќе проговори духот низ нив. Господ е во секого од нас, во секој човек, во се, бидејќи духот негов е самиот живот. Тоа и Аристотел го има напишано во пророчко слово. Бог е самиот живот, значи му дувна во душата. Дух животен. И стана жива душа. И како што се изобилува во вас се верата и словото, вера и слово, знаење и секоја усредност и љубовта ваша, значи знаење, усредност, силата, вера, слово, Словото Божие, ако пребива во тебе, ќе дојдеме со Отецот, вели Исус, и со кровиште ќе направиме и секоја усредност и љубовта ваша кон нас, која е основа. Значи, ако го љуби својот брат како себе си, останеш во неговите заповеди, Бог ќе ти го испрати Духот Утешител, Духот на вистината, кој ќе ти каже се. Значи, вистината е во Исуса. Така нека изобилува во вас таа добродетел на давање, на споделување, на љубење својот ближен. Значи, не само на зборови, туку и со дела. Љубете се не само со зборови, туку и со дела на љубовта. Ова ви го велам не како заповед, иако е заповед, туку како усредност. Значи, да ја препуштиш, да се препуштиш Бог да те води во љубовта. Не е тоа само заповед значи дека мораш да го правиш. Значи, Бог затоа гледа не на лице, туку на срце. Усредност, да сакаш да ги љубиш другите и да испитаме искреноста, да ја испиташ самиот и Бог да ја испита искреноста на твојата љубов. Дали вистински ги љубиш или затоа што си прочитал таму дека е тоа заповед како во војска. Тука си дојден во војска да ослужиш војска, да издржиш во љубовта. Бидејќи вие ја знаете, ние ја знаеме дарежливоста на нашиот Господ Исус. Што дарува Тој? Тој се даде, себе си се даде, својата крв ја пролеа, своето тело го даде да ги земе нашите болки, да не откупи. Во него пребива Отецот Небесен, па размислете кој кого го даде, бидејќи вие ја знаете дарежливоста на нашиот Господ Исус Христос, дека Тој, иако богат, најбогат на светот, осиромаши заради нас, да се збогатиме ние преку неговата сиромаштија. Значи, Тој на крстот дојде да го откупи, знаеше дека ние немаме сили и преку Исуса Христа ни дава сила, а со ова да се спротивставиме на сатанската природа која е во нас. А со ова ви давам само совет, зашто тоа е полезно за вас, кои почнавте уште од минатата година, не само да правите нешто, да љубите, туку и да сакате да го правите. Значи, тој зборува да сакате да го правите тоа, не само како заповед на сила, на лице, туку и на срце. А сега завршете го започнатото дело. Значи, не само заповед, туку и усредност, собствена волја, собствен поттик да се претопиш во неговата волја. И кога ќе те облее неговата љубов, ти тогаш ќе действуваш во љубовта. Ти ќе ги љубиш сите. И тогаш се готов, полека зрееш, да се вратиш во Божјото царство на небесата. А сега довршете го започнатото дело, кое сте самите вие, така како што имаше усредност во вашето барање, усредност, значи само иницијативност да потикнеш, да действуваш, не затоа што си прочитал. Нека биде и неговото довршување усредност според можностите, зашто ако се има усредност, значи таа е мила по тоа што ја има, а не по тоа што ја нема. Значи не да го правиме затоа што некој ни рекол, кој скржаво се е скржаво ќе знае, затоа не сакам на другите да им биде лесно, вели нашиот Отец, зборува и за македонските цркви. А вам тешко. А зошто ви е тешко? Затоа што вашите татковци, вели Господ, на мене се надева, јас ги избавив. Дали се надевате на човек дека може да ја спаси Македонија, македонците, вашите блиски? Надевајте се на Бог, повикајте го Бог, повикајте го Исуса. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Значи, нашиот сегашен вишок да го пополни нивниот недостиг. Тој зборува како да си помагаме, да и нивниот вишок да послужи за нашиот недостиг, па да има еднаквост. Како што е напишано, кој собра малку. Кога ќе почнете да чекорите кој собра малку во Бог, вие ќе се надевате на Него. Тој ќе ви дотура, ќе се чудите како нешто тече со леснотија кога работите за Бог и за љубов. Кога сакате да правите нешто сами, ако и сами сакате да го зидате, зидот, значи залудно ќе деат зидарите, исти чуваат стражарите, ако Господ не го чува градот и не го зидат зидот. Кој собира многу, немал вишок, а кој малку,
немал недостиг. Значи Господ нема да те остави. Да му благодариме на Бога кој ни дарува, да му благодариме на Бога кој во срцето на Тит, во срцето на Тихо или во вашето срце положи таква усрдност за вас, ја положи својата љубов, пламенче кој треба да се разгори и се што не е од Бог да изгори во вас. Мојот Бог е пламен што изгорува, тој ја прифати мојата молба и вашата ќе ја прифати, ако останете во срце што не осудува, ако имате примирено срце во него, бидејќи многу ревносен доброволно тргна, кој тргна Тит, Бог Отецот, Духот на неговиот Отец кој пребива во вас, или Отецот кој зборува низ мене, или низ сите оние кои му го предале своето срце на нашиот Создател. Со него го испративме братот, пофалувам по сите цркви за неговото благовестие. А сведоштото е ова дека Бог ни дарувал живот вечен, и тој живот е во неговиот Син, и не само тоа, поверува и затоа зборува. И не само тоа, туку црквите го избраа за да не придружува во тоа дело на дарежливоста. Дела на дарежливост, ако твојот брат е во немоќ, ти му речеш, брате, да се молам за тебе, неки му дадеш, ки извадиш од твоите материјални добра, на која му служиме за слава на самиот Господ. Дарежливост, со која служиме за слава на самиот Бог, Татко наш на небесата, и за нашата добра волја, усредност да му припаѓаш на Бог. Пазејки се да не се укори некој поради обилните приноси, за чие собирање се грижиме ние. Значи тој зборува за материјални и духовни дарови. Бесплатно дојавте, бесплатно давајте. Зашто ние се трудиме за доброто, не само пред Господ, туку и пред луѓето. Ако ти се грижиш за сите, грижата за сите цркви на едно место, вели апостол Павле. Со нив го испративме и нашиот брат. Браќа и сестри, ја знаете она приказна кога го прашува кој е мојот брат, Господ му ја кажува. Приказната за добриот самаријанин, Светото писмо е значи духовно, и за да го разбереме ние телесно кои сме затворени во време, простор и свест. Ни се раскажува како сликој, значи евреинот и самаријанинот кои не се сакаат. Евреинот предепан и фрлен, самаријанинот му помага, дава пари дури. Во крчмата човекот, собственикот на крчмата, додека не го окрепи човекот, евреинот да го спаси, да го остави таму, дека тој ќе плати. Ма евреите и самаријаните не се мешаат. Евреите мислеа дека се избран народ, погрешно сватено, а каде е љуби го својот ближен како самиот себе си. Дојде кај своите и своите не го примија. Исус не го позна, иако ги знаеа писмата, значи писмото не можеш да го знаеш само со ум, со проучување, со мемориско помнење, со телесно помнење. Потребно ти е духот на нашиот Отец за да го читаме, бидејќи тоа е Божји јазик, Божјо слово, и затоа ни се дадени слики за да го разбереме. Значи, со ним го испративме нашиот брат, чија ревност многу пати сме ја испробале по многу работи, кој сега е уште поревносен поради големата увереност. Увереност дека Господ ќе те подржи, увереност дека му припаѓаш на Бог, увереност дека действуваш во љубовта, увереност дека Бог те држи за рака, увереност дека Исус нема да те остави, татко ти, мајка ти те оставија, но Господ нема да те остави, јас нема да те оставам. Што се однесува до Тит, може би некој Тит ви зборува сега, тој е мој другар и соработник меѓу вас, кој зборува дека е мој другар, апостол Павле или Духот на нашиот Отец. Значи тој не зборува сам, јас не зборувам, туку Господ зборува низ мене. Јас не живеам, Господ живее. Значи ние зборуваме за пребивање на Духот на нашиот Отец и превземање на волјата, на своеволјата во Божјата волја. Тие се пратеници на црквите, пратеници по црквите, во црквите за Христова слава. За Христова слава. Дали црквите работат за Христова слава? И затоа покажете им пред црквите доказ на вашата љубов и на справедливоста на нашите пофалби. Справедливост, љубов, самопрегорност. Бог не ни даде дух на страв, туку дух на сила, по послание до Тимотеј, дух на сила, љубов. Дух на сила, значи тој е духот. Духот ти дава сила, љубов и самопрегорност, значи да действуваш за Бог. И сега, значи, што е суштината? Дали сме ние задоволни или не сме задоволни?
Дали не имаме своја волја, нека биде волјата Твоја, или немаме своја волја, или се препуштаме. Јас не живеам, вели апостолот Павле. Дали го разбираат ова христијаните? Јас не зборувам за луѓе што не го спознали Исус. Христос живее во мене. Ако Христос живее во тебе, ти нема никого да осудиш. Ќе прифатиш се, чашата е горка, но морам да ја испијам, така рече Исус, нели? Татко мој, зошто ме остави? Или лава савахтами. Или ќе рече, прости им, татко, не знаат што прават. Значи, не знаат што прават. Исус никого не осуди, замислете. Ако Исус живее во тебе, ти нема да осудуваш. Значи, снажно, силно и позитивно верба. Ова е искуството од мадам Гион, кога пронајдов во една брошура од Лоренс Новосел, број 33. Значи, со силна вера и позитивно, значи само прегорност, дека сите состојби на твојот живот, на мојот живот, секоја минута на нашиот живот, на мојот живот, како и целата насока на ова што се случува околу мене и ова што го действувам, се случува, се што се случува по Божја волја, волјата на мојот Отец. Видите, тоа е суштината. И се што се случува, што ќе ми се случи, добро или лошо, пазете, се, не сега ова не ми се допаја, Господи, се случува со Негово допуштање, со Негова дозвола. Значи, како што го прати собствениот, љубениот Син Исус да ни помогне и во кој пребива самиот Отец Небесен. Значи, во тоа што ни се случува и тебе што ти се случува е можеби најпотребно, е сигурно за твојата духовна наобразба, надградба. И сега, Матеј 10, 29, 30, не се продаваат ли две врапчиња за еден аспри? Но сепак ниедно не паѓа на земјата без знаење на нашиот Отец. Ниедно врапче не паѓа на земјата, ниедно врапче. А вам и влакната на главата ви се изброени, го знаете тој стих. Па не плашете се, вие сте повредни од многу врапчиња, значи Господ знае се што се случува. Не колни се ни во главата своја, Матеј 5:36, не колни се ни во главата своја, зашто не можеш ниту едно влакно од косата своја да направиш бело или црно. Значи препуштеност во Бог, по Неговата волја, му се предаваш да те наполни со Неговата љубов, да те преобрази, да ти даде чисто срце, смирено срце, срце што не осудува. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Значи, ние зборуваме за моја волја, своја волја и Божјата волја. Значи, ако вие се преобразите, не живеам јас, туку Христос живее во мене. Исус вели, јас не говорам, туку говорам од оној што ме прати. Значи, ако зборувате од тој што ме прати, го молите Бог да зборува низ вас, се менува, значи, ако правилно го искористите моментот на волјата, препуштање во Божјата волја, значи, состојбата и вашето живење на земјата е проба на своеволието, на дуоволос, да се вратите повторно во Божјата волја, нека биде Твојата волја, не како што сакам јас. Исус рече, тој го рече не за себе, неку за нас, не како што сакам јас, туку како што сакаш ти, нека биде волјата Твоја. Значи, кога си во претопување на собствената волја, во волјата на Бог Отецот и Исуса Христа, тогаш ти действуваш со дела на љубовта и тогаш имаш искрена молитва, ги љубиш сите и тогаш Бог ти дава насока и со мислите си насочен кон Бог и не се надеваш на луѓе како дека Македонија ќе ја спасат или некого друг, туку Бог ќе те спаси и тогаш ти почнеш да правиш, значи да правиш сооднос, самопрегорност, како се вели усрдност и действуваш за Бог, за Негова слава и му припаѓаш Нему и си на патот, тргнат си, не чекаш такси во некоја деноминацијска улица да дојде Господ и да те спаси. Чекориш напред, сведочиш за Него и помагаш да се спасуваат луѓето. Значи, ние во земново време имаме сегашност, минато и иднина. Кај Бог се е едно. Тој ја знае својата волја. Ние не можеме тоа да го разбереме. Една од нашите народни поговорки пишано било, така му било пишано и така морало да биде, се Божји зборови кои нашиот народ, македонците, го знаеле. Значи, не како што сакам јас, туку како што сакаш ти, татко мој, и за мене, и за моето семејство, и за оваа служба, и за мојата и твојата Македонија. Значи, било што да се случува во животот, поволно, неповолно, треба се да прифатиш со заблагодарност, понизност, покорност
и да разбереш дека Бог ги праќа состојбите, ти праќа луѓе да действуваш во љубовта за твој развој и усовршување. Значи, не се зборува за човечка волја, не, Господе, јас да ти кажам, немој сега, не ми ги праќа овие. Се зборува за покорност, покорни, покорете се на Бога, испротиставете се на ѓаволот. Ѓаволот кој е во вашиот ум, вашето материјално тело. Спротиставете се на ѓаволот и Бог, испротиставете се, покорете се на Бога, испротиставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Значи, ние живееме живот на земјата, погрешно употребена собствена волја, спротиставени на Бог заедно со Сатанас, паднати на земјата, фрлени и овој сатански свет, долина на сенка смртна. Треба да разберете дека е создаден само затоа, за да биде училиште на љубовта. Затоа сме тука, да научиме да се љубиме еден со друг. Како што јас ве возљубив, вели Исус, до крај ве возљубив. Така и вие треба да се возљубите. Значи, пастирот го дава својот живот за овците и вие треба да ги давате своите животи, душите своји, еден за друг. Оваа книга е напишана и содржи многу букви, многу слова, но вие нема да ги разберете телесно, телесниот човек не го разбира духовното. Потребен ви е Божиот дух за да го разберете, тој е Божиот јазик и ние не можеме да го разбереме. Овде размислуваме во време, простор и свест, во минато, сегашност и иднина, а Бог е се присутен. Дали можете да замислите што е тоа? Се присутна љубов, која пребива во секој од нас. Исус никого не осуди. Ако престојува тој во вашето срце, вие нема никога да осудите, ќе ги љубите сите. Татко мој, во името на Исус, те молам за исцелување на сите овие луѓе што ги слушаат овие слова, да се разбуди и распламти нивниот дух, да изгори се што не е од Тебе, Татко мој. Оган од небесата да изгори се што не е од Тебе, во мојава душа, во мојото окружување, во моето семејство, во моите роднини, родители, пријатели, деца, духовни, телесни. Те молам за Твое водство, Твојата волја, Твојата милост, Твојата љубов, Твојата сила, да действува низ мене, по мене, во овие слова и во сите оние кои ќе речат Амин, те сакам, Господи Исусе Христе. Мир вам до Божиот Царство Небесно. И не заборавајте благодатта Божја дадена на црквите македонски. Ах, колку си не возљубил, Татко мој, а ние дали доволно те љубиме Тебе. Амин. Се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое. Ти ме создаде од прав земна и дух животен духна во мене, по образот Твој ме создаде. Жива душа налик на Тебе, се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое. Љубовта Твоја ме облева, Твојата рака ме позема, во срцето моје пребивај, Исусе, Господе. Јас ти припаѓам Тебе, Исусе, јас ти припаѓам Тебе, Господе, јас ти припаѓам Тебе,
se